Добро дојде во студио за мојот гостин Александар Кирацовски. Вие сте заменик министер во Министерството. Да, дополнителен, тоа е задолжително се каже, нели? Во Министерството за информатичко општество и подпредседател на СДСМ. За волја вистината беше поканета и министерката за информатичко општество Марта Томовска, рече дека има некакви телевизиски приоритети, односно имала покани за учество во телевизија. Веројатно со вас ја повикав и на дебата. Но секогаш во секое време таа е поканета повторно да дебатира со вас, заради тоа што имате прилично конфликти околу алармирањето на јавноста. Всушност, вие алармирате јавноста за притисоците. Но пред да започнеме околу притисоците на администрацијата, од страна на Младачката партија ВМРО-ДПМН, морам да започнам со последното разбранување на јавноста, кое вие го сторивте во интервју за Фокус. Кажавте дека во овој период кој предстои, некои судии едва чекаат да им бидат ставени на маса одредени предмети против функционери на ВМРО-ДПМН. На што мислите? Може ли тоа да го објасните? Апсолутно. ВМРО-ДПМН веднаш сакаше да ја злоупотреби мојата изјава и оној општ впечаток кој што го имам и јас и од одредени информации кои што можеби доаѓаат од страна на ВМРО-ДПМН, дека и на судиите, како и на сите останати во делот и на администрацијата, како и на граѓаните, им е збогтисано од притисоците и партиското политичко влијание од страна на владачката гарнитура. Имам информации дека суди секојдневно се охрабруваат и едва чекаат до нив да стигне одреден предмет од специјалното јавно обвинителство во однос на се она што опозицијата го обелодени. Од одредени функционери на ВМРО-ДПМН. Особено го чекаат Груевски, можеби. Од врвот па до последниот од сите нив. Мислите ли за судиите да ги лоцираме тие судии? Мислите ли на судиите од Битола? Од таму доаѓате всушност. Јас немам конкретна информација и токму тука е на некој начин протнат тој спин дека СДСМ ги има директно информациите од специјалното јавно обвинителство. Општ е впечатокот дека и судиите, и граѓаните, и сите останати вработени во јавниот сектор секојдневно се охрабруваат и ќе направат се час поскоро оваа власт или челниците од оваа власт кои извршиле одредени злодела врз македонскиот граѓанин да го добијат своето заслужено место. Јас ова не можам да го разберам. Општ е впечатокот. Значи не говориме сега за граѓаните, говориме за судиите. Општ впечаток всушност е обратен. Знаете, дека тие се ставени во нечија фиока, дека тие се манипулирани, диригирани од власта. Говорам за судиите. Да, но меѓутоа тоа искуството ни го покажува. Врз што ги темелите вашите сознанија и информации? Врз првиот случај на охрабрување од страна на еден судија да одреди мерка притвор на градоначалникот на општина Битола Владимир Талески за предметот транспортер. Да. За оној предмет каде што граѓаните на општина Битола платиле 10-кратно повеќе или поскап превоз за учениците во однос на реалните пазарни цени. Значи, говорите за тој судија и ги имате и останатите судии во предвид. Да. Во некаков магловит предвид, не разбирам, знаете точно за кои суди станува збор? И граѓаните и одредени вработени во администрацијата и во судската администрација, од каде генерално ги добиваме информациите и јас и сите останати, опште впечатокот. Дека значи добивате информации врз основа на тоа ги темелите вашите сознанија, вие ги нарекувате впечатоци. Како и впрочем сите ние, што ги добиваме истите информации, впечатокот дека секојдневно сите ние се охрабруваме во тој контекст. Да, месец ноември е всушност најважниот месец, да, и за ВМРО-ДПМН и за СЈО, и токму заради тоа ме интересира, гледате ли вие можност Груевски да заврши всушност или да ја започне кампањата, парламентарната кампања, со тоа што ќе биде соочен со истражни некакви акти на СЈО и можеби најави за некаков притвор во контекст на овие судии за кои говориме. Гледате ли таква можност? Јас се надевам дека тоа ќе биде меѓу еден од првите случаи кон кој специјалното јавно обвинителство ќе покрене одредено сериозно обвинение.
Се надевам дека ќе биде така. Ги немам најдиректно информациите, ниту можам да ги имам, меѓутоа се надевам дека ќе биде така, затоа што сите ние многу јасно и недвосмислено слушнавме на некој начин и видовме, сме гледале во изминатиот период, што и Никола Груевски и останатите од врхушката на ВМРО ДПМН правеле во изминатиот период. Добро. За изборите ќе одиме подоцна. Можеме да говориме за изборите на изборните листи на СДСМ и така натаму. Вие сте всушност и заменик на СДСМ, но донесовте во нашето студио некои листи, ова се од претходните избори. Дел се од претходните избори? Но овие се од овие избори, како се вели. Јас сум одговорен за излезноста на гласање, значи ова се имења и презимења на луѓе кои се членови на ВМРО ДПМН, кои треба да регрутираат, да најдат 15 луѓе, но тие 15 луѓе не треба само да гласаат на денот на гласање за ВМРО ДПМН. Тие имаат и други специјални задачи. Апсолутно. Добро? Што велат вашите информации? Ќе дадам малце поопширен одговор. Не премногу. Согласно потребата која се јавуваше во јавност и во делот на мојот делокруг на работа, односно секојдневно граѓаните да пријавуваат телефонски, да укажуваат, да дават одредени информации како владе оваа власт. И би ги доставија и овие списоци. Да, преку веб страната која што ја отворив единствено во интерес на колективно прибирање на сите информации од граѓаните. DZM_MIOA.mk. Зашто ги вжештивте и односите со министерката Марта Томовска, добро? Да. Во првите 48 часа над 20 на пријави имавме. Информации или различни списоци. Да, добро. Досега имаме десетици такви. Меѓу нив се наоѓаат и овие два списоци. Списоци каде што се вградени граѓаните, вработени во јавниот сектор, таму има и дел од институциите каде што работат тие наши сограѓани, кои што под палката на одреден локален партиски шериф од владачката партија и функционер во одредена институција треба да извршат одредени партиско-политички активности. Да бидат кворум на митинзи, да представуваат базен на гласачи. Ние го пресретнавме тој список и истиот ќе се најде во рацете на Министерството за внатрешни работи. Го дадовте ли и во ОПСЕ и во ОДИХР со оглед на тоа што тие ги мониторираат изборите? Со оглед на процедурата ќе биде доставени секаде каде што треба, со оглед на процедурата интерно во Министерството за информатичко општество и администрација треба уште малку време, соодветно архивско бројче и така натаму. Меѓутоа, овие списоци ќе го најдат соодветното место каде што ќе бидат процесуирани како соодветни постапки. Меѓу другото, покрај граѓаните врз кои што се прави притисок за да извршуваат одредени партиски активности, во списоците ги има и оние кои што ги прават тие притисоци. Јас, согласно моите ингеренции, имам за цел овој список да го доставам таму каде што му е местото, а органите на прогон заедно со останатите институции да се продолжат својата постапка. Добро. И сега вие кажавте имате и веб страница на која граѓаните алармираат, имате многу малку вработените се разбира од администрација, многу мал број всушност, колку што слушно, како рековте, десетина луѓе. Точната бројка која е? На пријави? Да, на пријави. Над 80 на пријави досега. Добро. Се надевате на повеќе? Апсолутно, секојдневно пристигаат. Добро. Притисоци, пријави за притисоци. Од казненото оценување до неможност за напредување. Притисоци со предупредување од бркање од работа, прераспоредување од едно на друго работно место. Од кои институции најмногу доаѓаат пријавите? Претежно статистички вака претежно доаѓаат од институциите од локалната самоуправа. Добро. Од општините и јавните предпријатија, а добар дел има и во делот на министерствата, особено во потрачните единици. Добро. Апсолутно. Рековме, влеговте во клинч со министерката Марта Томовска, таа вели дека страната за пријавување притисоци е незаконска, па подоцна во владините медиуми излегоа информации дека и некои од директорите на институциите ве обвинуваат дека вашите флаери, листи исто така се незаконски и се притисок всушност.
Еден метод на притисок. Интересна беше таа изјава околу мојот притисок врз нив. А не обратно. А не обратно. Се она што јас правам е согласно мојата мисија во делот на Министерството за информатичко општество и администрација, а тоа е да обезбедам услови по однос на правните, финансиски и кадровски прашања за овие избори да бидат слободни, фер и регуларни. За таа цел и отворив и веб страната. Доколку има било што, јас повикав неколку пати, било што незаконско во делот на веб страната или било кое друго мое действие. Таа вели дека се има надлежни институции за тоа. И надлежните институции, а и министерката против мене да покренат било каква постапка. До сега се немаат огласено ниту пак покренато. Зошто? Затоа што се е законски и во интерес на граѓаните. Ги посетив оние институции кои што се поголеми, имаат поголем потенцијал да вршат влијание и оние за кои што имам пријави. Во општина Битола посетив 4 институции, Министерството, подрачната единица на Министерството односно општина Битола, подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување, јавното претпријатие Комуналец и јавното претпријатие Стрежево. Од општина Битола и од јавното претпријатие Стрежево добив повратна изјава од раководителите дека јас заедно со мојот тим сме извршиле со самата посета која што беше многу уредно најавена и прифатена од нив, одредено влијание врз нив или одреден притисок. Јас веднаш излегов и потенцирав. Доколку е тоа нивно лично мислење, тогаш жалам, затоа што средбите побина во многу коректна атмосфера дури и од нивна страна. Но претпоставувам, се сомневам и најверојатно сум во право дека токму тие изјави се партиска наредба од нивната матична партија. Доколку е тоа така, ги повикувам тој притисок веднаш да го пријават до нас како дополнителен заменик министер, кабинет, се со цел институција која се бори против. Да се избориме за нивните права. Да, апсолутно. Добро. Која е бројката на администрацијата? Секогаш тоа е една тоа е интересно прашање. Да, мистерија не само за Македонија, всушност и меѓународната заедница неколку пати има инсистирано за некаква бројка и никогаш не е доставена. Интересно е начинот на прашањето од страна на јавноста и од страна на новинарите. Кога вие прашувате колкав е всушност бројот на јавната администрација, вие не мислите само на оние административни службеници, туку мислите на сите оние кои што на некој начин примаат плата од државата. Се разбира, да. Министерството за информатичко општество и администрација излезе со еден број за вработени во јавен сектор. Во тој број спаѓаат сите вработени во органите на државната и локалната власт, но и во сите институции од сферата на здравството, образованието и науката. На која бројка мислите? На бројката од над 128.000 наши сограѓани кои што работат во јавниот сектор. Добро. Но вие тврдите дека е поголема. Но таа е најверојатно поголема и во овој дел на законско подразбирање на вработени во јавниот сектор, но кога граѓаните прашуваат колкава е администрацијата, всушност мислат и на следните дополнителни бројки од другите трговски друштва под делумна, доминантна или целосна собственост на Република Македонија. Тука спаѓаат и вработените во Елен, и вработените во РЕК Битола, и вработените во акционерското друштво Македонски пошти. Кога сите овие вработени во акционерските друштва под собственост било каква на државата, ќе ги втлеете во оваа бројка, но и кога во истата ќе ги додадете сите оние вработени во истите и во институциите на јавниот сектор и во акционерските друштва кои се вработени преку агенциите за привремени вработувања, тогаш добиваме една целосна бројка од над 180.000 наши сограѓани вработени под државна капа. Јас не ги викам овие вработени или не ги нарекувам ниту административни, ниту... Тоа ве загрижува вас како една потенцијална можна власт? Не од тој аспект на кој што мислите, од кој аспект? Оваа бројка всушност го представува обемот на потенцијалот на влијанието на оваа власт врз вработените. Јас овој број на гласачката машинерија ја гледате на ВМРО ДПМН всушност. Овие се всушност 3П вработени подложни на политички притисок. И токму тоа е еден од мотивите зашто ние почнавме со кампањата за охрабрување на овој огромен број на вработени. Разбирам, но кој би бил нивниот мотив, објаснете ми, да гласаат за опозицијата, за некоја друга опција, ако добиле вработување од ВМРО ДПМН? Макар моето искуство, макар таа плата била недостоинствена, мала и така натаму.
прво бројни се причините зошто дури и оние кои што се вработени од ВМРО ДПМН и од оваа владеачка гарнитура да гласат против истата. Немаштијата, сиромаштијата, бројните злодела кои што ги направи оваа власт и ред други прашања. Тоа е веќе и друга тема. Но секој ги заборава, ги заборава тие основни демократски принципи, вредности, цивилизацијски вредности. Но не и овие вработени. Мислат на борбата за живот. Да. И тоа е веројатно им го нуди ВМРО ДПМН. Моето искуство што кажува? Од комуникацијата со вработените во јавниот сектор, колегиите кои што работат сега во министерството. Дури и оние кои што се вработени од страна на ВМРО ДПМН. По одредено време сакаат ради околината, ради културата која што владее во институциите, ради својот интегритет, сакаат да се однесуваат професионално. И нив им смета ова што ВМРО ДПМН го прави. Повеќето од вработените во јавниот сектор не биле членови на ВМРО ДПМН, туку принудно се партизирале. Да, добро. Да ја следат онаа шема прво партиска книшка, протоколова книшка, па работна книшка, иако работните книшки се подоцна леп следува. Што е клучното? Голем дел од вработените во јавниот сектор се партизирале за да се вработат. Тоа не значи дека се со срце и со душа, народски кажано, за ВМРО ДПМН. Тие веруваат во своите вредности, во професионалноста, во квалификуваноста и така натаму. Тоа го сакате да го кажете. Единствено што е важно, политиката и политичарите на овие вработени треба да им дозволат и да им овозможат тие да се однесуваат професионално, а не како институции да се нивни продолжена рака на владеачката партија. Партиски куќи. И после избори, доколку дојде до победа на опозицијата, тоа значи дека им гарантирате на овие луѓе дека нема да бидат избркани. Апсолутно. Еден од трите, би рекол, сурови спинови кои што оваа власт ги протнува во делот на опозицијата се следните: дека СРСМ нема програма, а има и секојдневно ја промовира, дека штом СРСМ дојде на власт ќе ги укине субвенциите, а ние ветуваме над 160 милиони евра годишно за субвенции. И ова е третата лага која што веднаш сакам да ја демантирам, дека штом СРСМ ќе дојде на власт ќе отпушта луѓе од работа. Социјалдемократскиот сојуз никогаш нема да се дрзне да укине нечија екзистенција. Добро. Напротив, јавната администрација ќе биде соодветно реорганизирана, место ќе има за сите овие кои што се вработени во јавниот сектор, ќе има меѓу другото, наместо закани притисоци, ќе има можности за напредување. Наместо казнено оценување, ќе има афирмативно оценување. Оценувањето исто така е едно од клучните полуги нова власт, се надевам можам да го спомнам. Да, добро, тоа да. Оценувањето е интересно прашање, заради тоа што преку оценувањето всушност на административците вие велите дека на тој начин се вршат и партиски притисоци од страна на ВМРО ДПМН. На еден индиректен и мощне перфиден начин, многу сличен на она екстерно оценување во образованието. Партиските шефови даваат оценки всушност на вработените. 65% во оценката влијаат партиските шефови. Да. Имено секој административен службеник на крајот од една работна година добива одредена оценка. Две страни оценуваат. Првата страна е партискиот поставен шеф, кој што во оценката учествува со 65%, 2/3, а втората страна се други негови 4 колеги интерно од организацијата, 2 од исто ниво и 2 од пониско ниво и 2 соработници доколку ги има од надвор. Одлучувачка е оценката на партискиот шеф. Доколку партискиот шеф цени дека одреден вработен не е партиски подобен или не му е по кеф, условно кажано, може да го оцени со оценка 1 и око да не му трепне. И со тоа всушност вработениот му потпишува смртна присуда во смисол професионална смртна присуда. Добро? Тука има различни градации, доколку еден вработен е оценет со оценка до 1,5 уште во првата година, може да биде отпуштен од работа. Доколку е оценет со оценка до 2,5, 20% од платата во наредните 6 месеци ќе му биде намалена. 3,5 10% од платата намалена во наредните 6 месеци. 4,5 оценка е оценка на многу добар службеник, а истиот доколку се најде во последните 5% од ранг листата, ќе биде казнет со намалена плата од 5% во наредните 6 месеци. Јас поднесов предлог заедно со опозицијските пратеници до парламентот за укинување на казните од Законот за административни службеници.
пратениците на власта гласа против овој закон, со што гласа за казните и притисоците во администрацијата. После 11 декември овој закон ќе биде целосно променет, ревидиран. А казните ќе бидат веднаш укинати. Да, добро. Ајде да се вратиме повторно за изборите. Постојано се гледа на партиските листи. Веќе листата на СДСМ заликува на шарената револуција во смисол од сите можни етнички групи, луѓе кои никогаш не биле всушност партиски членови на СДСМ, значи ги прибира најдобрите. Тоа е изборот на СДСМ, смета дека затоа што се уште не е говорам за информациите, всушност заликува Мухамед Зекирие влезе во СДСМ, Едмонд Адеми е претходно, има секакви информации за влез на шарените, за кои постои некое несогласување можеби во јавноста од страна на членовите на СДСМ, па некои луѓе кои не се партиски членови, но за кои се смета дека имаат некаква додадена вредност, го цитирам Стево Пендаровски, всушност и Стево Пендаровски не е партиски член на СДСМ, името на Никола Димитров се спомна. Значи најдобрите луѓе во државава СДСМ смета дека треба да бидат дел од таа изборна листа и вие се согласувате. Апсолутно. Да. Не само за овие лица кои ги споменавте, и за многу други кои што вредат и значат во нашето општество. 11 декември е можеби еден од најзначајните, ако не најзначајен датум во изминатите 25 години од осамостојувањето на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз, ние како партиски кадри вградени во институциите, од една страна ќе обезбедиме овие избори да бидат слободни, фер и регуларни, а од друга страна ќе направиме се на нашите листи, согласно одлуките на партиските тела и органи, да се најдат оние луѓе, би рекол, кои што највисоко котираат и се најприфатливи за граѓаните на Република Македонија. Тоа значи дека не е потребно да имаат партиска книжка на СДСМ. Апсолутно, така? апсолутно. Да. Влегуваат во партиска листа, но тоа ништо не значи. Листа. Ова е поход против ова ненародна власт и за доброто на Република Македонија, кој што е над самата над самата партија, воопшто како било која партија. Апсолутно. На овие листи да се најдат највредните и најквалитетните лица во нашата држава. Најприфатливите за нашите сограѓани и за нивно добро после 11 декември. Разочарување ли е тоа што десната опција не влезе во партиските листи? Ќе бевте зајакнати со навистина голем заеднички во нашите партиски листи? Да. Заедничка листа всушност да има. Значи вашите тогаш не би биле ваши. Апсолутно. Ние ценевме и анализите и истражувањата го потврдија тоа, дека голем дел од членството, од самото членство на ВМРО-ДПМН како партија и сите оние кои што претходно ради X причини ја поддржувале оваа партија, сега владејачка, дека овој пат сакаат да гласаат против неа, но и припаѓаат на ВМРО-вската идеологија, односно на десничарската, од десничарска провиненција, сакаат да гласаат за партии десно од центарот. Токму ради тоа, потребен е соодветен канал кој што го акумулираат овие десничарски или центристички партии, кои што ќе представуваат канал каде граѓаните кои се против ВМРО-ДПМН, а никош не би гласале, ради X причини кажавме за Социјалдемократскиот сојуз, би гласале за нив. На тој начин многу реално ќе се намали и моќта на ВМРО-ДПМН, кој што овој пат треба на овие избори да загуби и да се реформира. Добро. Има некои разочарување околу информациите, како што инсистирате вие да се каже. Разочарување во смисол ставате луѓе за кои сметате дека се вредни од една страна, кои се млади, релативно млади сепак би рекла, но ете млади ако говориме за шарената револуција или за другите луѓе кои не се партиски членови, но од друга страна пак разочарувањата се дека дел од старите кадри всушност и тие би влегле на изборните листи како ваши коалициони партнери, иако се веќе прегазени од времето, некои сметаат, тоа не е, се разбира, моја констатација. Различни се. Гледате ли така вие на... Апсолутно не. Да. Различни се информациите во јавноста и тоа е добро. Јавноста очекува од опозицијата во овој период да ги направи клучните потези за оваа власт да замине.
На листите ќе се најдат оние луѓе, како што и претходно кажав, кои што согласно истражувањата и јавното мнение се најприфатливи за граѓаните на Република Македонија. Се водите исклучиво, ништо... да, со анкети. Со анкети всушност го Апсолутно. ги креирате не изборните листи. Да. И оние Добро. интерпартиски филтри кои што генерираат да бидат избрани оние кои што се најдобри Да. во и општо прифатени во јавноста. Да. Треба ли да бидете вие прв на листата во Битола? Тоа е петка. За тоа ќе јас потекнувам од Битола, за тоа ќе одлучат партиските тела и органи. Независно дали Александар Кирацовски или било кој друг ќе се најде на една или на друга страна во ова предизборие, ние ќе направиме се што е во наша моќ да оваа власт си го најде заслуженото место. И ќе направиме се мнозинството граѓани на најсоодветен начин јасно ќе може да го дадат или да го искажат своето мнение. Како стоите вие на волја. рейтинзите, а како стои Хари Локвенец, например? Искрено да ви кажам, рейтинг листите ќе ги добиеме кон крајот на ова недела, оние поединечни по однос на индивидуите. Се надевам дека меѓу најдобрите во тој дел. Вие? И јас, и Хари Локвенец, и сите ние кои што во изминатиот период сме најстакнати во овој дел. Да. Се надевам дека е така. Добро, јас благодарам што бевте гости. И благодарам.